Благодарам подпредседателе на Собранието на Република Македонија, почитуван македонски народе, почитувани медиуми, почитувани пратеници. Има една поговорка, една изречица, секоја криза е шанса. Пред се за решение на проблемите и за напредок, но тука на нашите простори секоја криза е и можност за криминал. Во државата има многу кризи, здравствена, економска, безбедносна, сега ни доаѓа и енергетската криза. За жал, со енергетската криза некако се доведени и останатите кризи во криза, затоа што едноставно државата може да влезе во многу несакано сценарио. Прво, енергетската криза е закаснето поставена на дневен ред. Проблемот со електричната енергија во Европа се знаеше дека постои уште од летото, односно 5 и 6 месец веќе имавме сериозни индикатори дека има пореметување на пазарот со електрична енергија. Веќе во есента проблемот со енергијата се мултиплицира и тука веќе нема никаков изговор зошто владата не реагираше. Изговорот дека политичката криза е приоритет пред енергетската ќе ја доведе оваа влада на сериозни позиции да одговара еден ден зошто ова се случи. Затоа што ако по утрото денот се познава, тешко му се пишува на македонскиот граѓанин, на македонското стопанство и генерално на Македонија. Со прогласувањето на првата енергетска криза ништо не постигнавме. Се вбризгаа пари во енергетските компании, се набавуваше струја повисока и од 300 евра по мегават час и се платија казни за упадите, односно народски кажано, крадењето на струја од европската мрежа. Многу важно, после завршувањето на оваа криза која завршува денес, прогласувањето на оваа кризна состојба, проблемот не е решен, излез нема. За денес да прочитаме по медиумите дека дури и Бесимовски и регулаторната комисија се многу загрижени затоа што цената на струјата достигна денес фантастични 320 евра по мегават час, а за нивна информација пред неколку дена во Финска се купуваше струја и за 400 евра по мегават час. Сега имаме второ продолжување на кризата која треба да трае 6 месеци. И тука одма да расчистиме. Цената на струјата ќе расте. Состојбата со законите во енергетиката останува непроменета. Никој не се осврна на оваа проблематика. Состојбата со енергетскиот сектор е катастрофална. Важно што мора да се даде одговор пред македонската јавност е многу прашања кои се отворени. Прво, колкава ќе биде поскапувањето на струјата? Владата најави 20%, министерот за економија кажа до 10%, регулаторна комисија која реално е надлежна за поскапување на струјата, се уште чека калкулации и понуди од чинителите на енергетскиот сектор. Овде одма да расчистам една дилема кај граѓаните. Се лицитира со броеви дека струјата нема многу да поскапи. При тоа, никој не кажува дека во таа ситуација штетите кои ќе се направат со загубите во однос на цени на електрична енергија ќе паднат на товар на буџетот на Република Македонија. Тоа значи дека директни средства од буџетот ќе одат за покривање на разликите во
цените на струјата. Втората опција, дел од овие разлики на цени ќе ги плаќат граѓаните, се лицитира со кој процент и многу битно, сериозно прашање, голем дел од товарот ќе падне на фирмите. Затоа што тие се на отворениот пазар на струја и веќе плаќаат неколку кратно поскапа струја и се чудат како ќе направат резервации за наредните 6 месеци, односно за наредната година. Во ваква состојба, манипулациите одат само во насока што е добро да се заштити граѓанинот на Република Македонија, но мора да се заштитат и фирмите, затоа што крахот на македонското стопанство значи крах на буџетот и нема и неможност да се покрие енергетската криза. Второ прашање. Парите што ги дава, односно вбризгува владата во енергетската криза, поставам јавно прашање. Дали се повратни пари? Дали се неповратни пари? Дали се заеми? Или се пари кои ќе се изгубат во крајните извештаи на енергетските компании како загуба? Ова е многу интересно сценарио, затоа што ако овие фирми продолжат да покажуваат загуба, представуваат сериозна можност за нова приватизација и нови бомбона бизниси. Дали свесно одите во таа насока? Затоа што со оваа влада и во криза не сме на чисто дали не се прават малверзации. Трето прашање. Како може да дозволи државата да се јават слободни снабдувачи со енергија кои не се ги извршуваат обврските? Македонските компании, општините кои се јавија на слободниот пазар, има резервации до крајот на годината по една цена на струја. Тие договори од снабдувачите на струја не се испочитувани. И тука си молчи владата како ништо да не се случува. Некој едноставно го изигрува целиот закон, манипулира со законите и овозможува манипулаторни фирми да се јават во бизнисот со струја, без при тоа да има ниту еден грам одговорност кај тие фирми. Ништо не ми значи на мене и на тие фирми и на тие општини ако им ги земете лиценците на тие фирми. Прашањето е кој ќе ја покрие загубата. Морате, ако веќе вие сте држава и ја водите државата во прв момент, да ги покриете штетите, а после низ судски процеси да си ги барате виновниците. Воспротивно, јасно е дека сте соучесници со овие манипулации. Политиката купи ден не ви носи резултати. Затоа што немаме решение нити на краток, нити на среден рок. На краток рок мора да обезбедите сериозни пари, да обезбедите сериозен тим на стручни лица кои ќе го менаџираат проблемот со купувањето и тргувањето на струја. Јасно да се има представа колку се капацитетите на нашите производни капацитети и колкова струја треба да се купи. Тоа што вие сега го нудите за сценарио, купување на струја само за пеглање на пикови ви е најскапата варијанта. Секогаш резервирањето на поголеми количини на подолг рок, ако знаете со какви ресурси располагате, ќе постигнете подобри цени. Освен ако повторно намерите невисе преку фирми да перете пари. На среден рок, Македонија мора да обезбеди своја македонска струја за потребите на македонските граѓани.
Благодарам.